Животот стана многу зафатен и многу брз. Во таа трка со времето ние пробуваме да бидеме најдобрата верзија од себе и да обезбедиме што повеќе за нас и нашите најблиски. Да обезбедиме што повеќе, да бидеме најдобри во училиште, во својата кариера и така натаму. Но оваа трка со времето доаѓа со цена, бидејќи на крајот од денот се чини дека ние сме повеќе механички присутни во животот на другите луѓе. Мислам дека цело време ситниците и нашите најблиски луѓе околу нас ги зимаме здраво за готово, исто како што и они не зимаат нас. Било да е тоа пријател кон пријател или родител кон дете или дете кон родител, па дури и за нашите животни партнери, ние секогаш правиме доволно за нив, но ретко кога ги поместуваме границите. Ние покажуваме нашата благодарност, искажуваме нашата љубов кон нашите најблиски луѓе, но најчесто тоа го правиме преку купување подароци, но во реалноста сепак сме во недостаток од тоа што најмногу гладуваме, а тоа е човек. Неговото внимание и посветеност, разговорите и меѓусебните моменти. Оваа година гладуваме кон најдобриот подарок што човекот може да го даде или да го прими, а тоа е мало парче од себе или мало парче од некој друг. Па ајде да ја вратиме божикната радост И да споделиме нашата љубов со сите што ги сакаме. Бидејќи сите материјални работи може да се скршат, да исчезнат и да не постојат, додека доброто дело и убавиот збор траат цел живот. Ајде да им се посветиме на нашите најблиски и да им покажеме дека покрај се најдобриот подарок што можеме да го добиеме се токму тие. И обратно, најдобриот подарок што може да го добијат они е дел од нас. И навистина е тажно што поради кризата со COVID-19 оваа година нема да можеме да си подаруваме подароци, нема да можеме да ги одвиткуваме заедно и нема да можеме да споделуваме заеднички моменти. Но тоа не значи дека треба да ни се уништат празниците и дека не можеме да ја прославиме на убав начин. Ајде да погледнеме од светлата страна и да вложиме дополнителен напор и да направиме нешто од срце. Нешто што многу повеќе ќе значи и чини од некој подарок, а тоа е мал дел од нас, обезбедено од Кока-кола. Кока-кола ни дава средства и можност да ги потсетиме нашите најблиски зошто ги сакаме најмногу и зошто тие нас. Испраќајќи персонализиран поздрав со едноставно прашање: зошто е некој најдобриот подарок за вас? Испраќајте ги своите пораки заедно со фотографиите од вашите најблиски во DM на Instagram профилот на Coca-Cola Македонија. Испратете го името на таа личност или личности и нивното и вашето корисничко име или юзернейм на Instagram за да може да ве тагнеме. И за многу брзо време вашето видео ќе биде создадено и објавено на профилот на Coca-Cola како стори, кој вие понатаму може да го споделите. Погледнете каква порака му пратев јас на GP утре во 12 часот на профилот на Coca-Cola Македонија, како и на нашите профили. Ви посакуваме убави празници.